Следите ново издание на регионалните вести. Водата во Тетово е исправна за пиење и е една од најздравите, ама не е доволна за потребите на граѓаните. Освен редовните рестрикции во траење од 6 часа, прекини во водоснабдувањето поради дефекти во водоводната мрежа има во било кое време од денот и во било кој дел од градот. Водата во Тетово почна да добива вредност на драгоцен камен. Скапа е, квалитетна е, ама и реткост е. Имено пред една година тетовските советници дадоа зелено светло за поскапување на надоместокот за вода за дури 60%. Но не само што граѓаните не добија подобра услуга, туку почнаа секојдневно да се грижат дали ќе имаат доволно вода за нормално живење. Последниве месеци грижата достигна размери на обсесија да се собере доволно вода во резервоарите, затоа што не се знае кога повторно ќе протече низ чешмите. Освен редовните рестрикции во траење од 6 часа, прекини во снабдувањето поради дефекти во водоводната мрежа има во било кое време од денот и во било кој дел од градот. Носна рестрикција почнува од 1 после полноќ и трае до 4:30 сабајле, а дневна е од 16:30 до 20 часа. Останатиот дел од времето, доколку има прекин на водоснабдување, тоа се должи на дефектите. Протокот на вода моментално е 210 литри во секунда, плюс се активирани 4 бунари. Имаме вкупно околу 270-280 литри вода во секунда. Режимот на секојдневни и повеќекратни рестрикции во снабдувањето носи ризик по квалитетот на самата вода. Граѓаните треба да внимаваат на неколку препораки за да бидат сигурни дека моменталната состојба со водоснабдувањето нема негативно да се одрази на нивното здравје. Што се однесува за рестрикциите во овој период на годината, тие сами по себе се опасност за квалитетот на водата што ја пиеме и има предвидено постапка при секоја рестрикција како треба да постапи тој што управува со водата, односно јавното комунално предпријатие, но сепак ние би препорачале на населението како да постапува. Знаеме дека Тетово е град со дотраена инфраструктура, односно водоводна мрежа, така да самата рестрикција е опасност затоа што на многу места има пукнатини, па може да настане вшмукување на нечистотија, песок, и така да нашата препорака е да скоро сите чешми имаат филтри. Овие новите имаат филтри. Таму кај што нема, газа стерилно да се постави на чешмите и да се пушти првиот млаз да истече. Затоа што сета прелештина во првиот минут до 2 минута ќе истече, а дури потоа да се консумира водата. Често пати го кажуваме, ако е затоа што постапката при рестрикција е да се изврши хиперхлорирање, односно да се појача количината на хлор во водоводот. Ако мислите дека е така, хлорот е халоген елемент кој испарува, така да нека ја остава чашата да испара, да испари хлорот, но тоа што го гледаат белото, тоа не е хлор. Хлорот не се гледа. Има постапка на кој начин го докажуваме. Тоа што го гледате е воздух. Така да нема никаква, тоа не е хлорот, тоа е воздух и нема опасност по здравје за населението. Резервоарите се нужно зло во Тетово, затоа што имаме рестрикции, имаме недостаток на вода, ни надополнуваат, а мора да имаме вода, не можеме да функционираме без водата, меѓутоа 2 пати годишно истите треба да се механички да се исчистат со детерџент и да се дезинфицираат. Инаку денес е светскиот ден на здравата вода за пиење. Среќата во несреќа што иако водата од градскиот водовод во Тетово не е доволна за задоволување на потребите на тетовци, исправна е за пиење и една од најздравите. Центарот за јавно здравје Тетово има склучено договор со јавното комунално предпријатие Тетово за редовен мониторинг на квалитетот и безбедноста на водата за пиење. Навистина се работи на број на мостри минимален на годишно ниво, но сепак доволен за да ја извршиме проценка на ризикот. Од досегашните резултати компетентно можам да кажам дека Тетово пие многу квалитетна вода за пиење, која
се дезинфицира со хлорирање. Така да нашите резултати покажуваат дека до резервоарите што ги имаме ние скоро сите приватно, поради познатата причина од недостаток на вода за пиење, водата што доаѓа е здравствено исправна и безбедна. Жителите на Тетово годинава бележат неславен јубилеј. 15 години очекување да се доврши изградбата на новиот водоснабдителен систем со зафаќање на води од планинските реки на Шарпланина, што представува долгорочно решение за проблематичното водоснабдување. Новиот водоснабдителен систем почна да се гради во 2000-та година, а проектот беше прекинат поради финансиски злоупотреби пошто се отвори и судски предмет. Градбата проложи во периодот од 2007 до 2011 година, потоа повторно паузираше се до 2014 година. Поред изјавите на надлежните, во моментов се завршени 80% од предвидените работи за комплетирање на водоснабдителниот систем. Рем Шопинг центар започна со продажба на станови и апартмани изградени по најновите светски стандарди. Становите се со површина од 48 до 159 метри квадратни. Секој стан има паркинг, мониторинг, видеофон, алармен систем и лифт. Становите и апартманите се со наши цени. 1 квадратен метар од 750 до 800 евра, со можност на купување преку комерцијални банки, како и со готовинско плаќање со екстра услови. Приклучете се на семејството на Рем Шопинг центар. Со соопштение до медиумите денес се огласи Општинскиот комитет на ВМРО Народна партија од Тетово. Општинскиот комитет на ВМРО Народна партија упатува поддршка до граѓаните на општина Тетово за нивните реакции по повод одлуката на општинските власти за воведување на зонско паркирање. Имено воведувањето на зонското паркирање предизвика револт кај граѓаните од причина што важи само за во централното градско подрачје, каде ригорозно се спроведува, а граѓаните пак кои живеат на тие улици немаат каде да ги паркираат своите автомобили, се вели во соопштението. Во таа насока Општинскиот комитет на ВМРО Народна партија во име на граѓаните бара повластени услови за паркирање на граѓаните кои живеат на улиците каде што се врши зонско наплаќање со плаќање на минимален годишен или еднократен надоместок, се со цел да им се помогне на граѓаните на Тетово, стои во соопштението. Како можен пример, општина Тетово да го искористи искуството на град Скопје и општина Центар, кои исто така имаат воведено зонско паркирање со повластени услови за луѓето кои живеат на тие улици. Намалување на бројот на сообраќајни незгоди во кои учествувале пешаци изминативе 9 месеци во Тетовско, бележи извештајот на СВР Тетово. Надлежните и учесниците во сообраќајот апелираат за поголема внимателност. Изминатите 9 месеци на поширокото Тетовско подрачје значително намален е бројот на сообраќајните несреќи во кои учесници се пешаци, а помални исто така и бројот на оние несреќи во кои учествувале велосипедисти, покажуваат податоците на секторот за внатрешни работи Тетово. Во годинешните несреќи вкупно повредени биле 38 велосипедисти и мотоциклисти, од кои 5 завршиле со тешки телесни, а 33 со лесни телесни повреди. Во периодот за кој станува збор, регистрирани се и 15 тешко и 37 лесно повредени пешаци. Граѓаните соочени со различни искуства се согласни дека сите учесници во сообраќајот треба да внимаваат. Ја како пешак сум задоволен од страна од возачите што и од луѓето обраќаа пажња да ме пажливо воза кои гледа постаре, па младиве што некој брза многу, им се брза, гледам опасност. Тоа не е до све до возачите кривицата. Пажливи се до душа. Пешаците па младите се непажливи толку, а старите гледам поќе обраќаа пажња. Некои се културни, некои некултурни. На црвено пораѓа така. Што да кажем друго. Ова се однесува и за пешаците и за возачите? И за пешаците и за тие што воза колата се исти. Треба да се пази тоа. Тоа да ви кажем, сообраќајето овде у Тетово поготово е најнебезбеден. Јас сум таксиста. И знам се по све улици века што седеш. Каде пешак да помине сега овде ли? Гледате што.
И покрај намалениот број ваков вид сообраќајни несреќи, од СВР Тетово уште еднаш апелираат до возачите да бидат крајно внимателни и задолжително да им даваат предност на пешаците, не само на обележани премини, туку и воопшто. На возачите им се советува исто така да ја прилагодат брзината според условите на патот и да ја намалат брзината пред обележаните пешачки премини, а пешаците да не ги преминуваат улиците каде ќе стигнат и целосно да ја почитуваат светлосната сигнализација на крстосниците. Велосипедистите пак посебно треба да бидат внимателни во вечерните часови, иако се повеќе мина да не се движат еден до друг, туку еден позади друг, да не брзаат и да слезат од велосипед кога преминуваат од една на друга страна на коловозот. СВР Тетово и годинава спроведе серија акцијски контроли во кои целна група беа токму велосипедисти, мотоциклисти и пешаци. При тоа беа констатирани повеќе прекршоци, кои се санкционирани со соодветни поднесоци, а недисциплинираните пешаци беа повикани на така наречени сообраќајни поуки за да се опоменат, но и да се запознаат со законските и други импликации и да им се објасни како најбезбедно да се однесуваат во сообраќајот. Полициската хроника за гостиварскиот регион бележи сообраќајна незгода со повредено лице и кражба во гаража. Несреќата се случила во близина на клучката за Тумчевиште, а при кражбата била целосно испразнета гаража со алатки и опрема во населбата Бањешница. На подрачјето на Тетово, пак близу Горна Лешница, овчар изгубил 250 овци. Сообраќајка и кражба регистрирани во полицискиот билтен на гостиварското подрачје во последните 24 часа. Според информациите од СВР Тетово, сообраќајната несреќа се случила во непосредна близина на клучката за село Тумчевиште. Се судриле товарно возило Kia со скопски регистарски таблици и патничко возило BMW со гостиварска регистрација. Во несреќата бил повреден возачот на BMW-то, 62 годишен жител на Врапчиште. Повредениот бил пренесен во гостиварската болница, каде му била укажана лекарска помош. Полицијата извршила увид и според првичните сознанија причина за сообраќајката била недржење страна. Вкупната материјална штета се проценува на 70.000 денари. Жртва на крадци пак бил 52 годишен жител на гостиварската населба Бањешница. Во неговата гаража провалиле за сега непознати сторители. Оттаму однеле се што им се нашло при рака, косилка за трева, повеќе бормашини и друг разновиден алат и опрема, како и стопара ракавици за работа, машина за мијање бекатон плочки и 20 електрични рефлектори. Со сето тоа што успеале да го украдат, побегнале без никој да ги забележи. Од полицијата соопштуваат дека се работи на откривање на сторителите на кражбата. Последниот настан од полициската хроника се однесува на баксузен овчар кој изгубил третина овци од стадото. 60-годишниот жител на тетовското село Глоги пријавил дека пред некој ден во близина на Горна Лешница во густата магла и силниот дожд му се изгубиле 250 од околу 800 овци кои ги напасувал. Откако не успеал да ги најде овците викендов, го пријавил случајот во полициското одделение Попова Шапка. Статистиката на СВР Тетово покажува намалување на бројот на сообраќајни незгоди минатиот месец во однос на истиот период лани. Најмногу од нив повторно се случиле во централното градско подрачје. Намалување на бројот на сообраќајни незгоди минатиот месец покажува најновата статистика на СВР Тетово. Во овој период во Тетово и во Тетовско регистрирани се вкупно 66 сообраќајни несреќи, или 9 помалку во однос на истиот период лани. Во нив, како и ланскиот септември, нема загинати, една завршила со исто толку повредени, 17 со 20 лесно повредени лица, додека во 48 несреќи причината е само материјална штета, која се проценува на околу 2 милиони денари. Најмногу од несреќите повторно се случиле на тетовските улици во централното градско подрачје, Илинденска, Маршал Тито и Видоес Милески Бато, а нешто помалку на околните регионални патишта, Тетово Пирок, Тетово Јажинце, како и автопатот Тетово Скопје. Според статистиката на тетовската полиција, најголемиот број од несреќите биле во среда, односно 14, во понеделник 12, додека најкритичен период е од 12 до 16 часот, кога всушност е и најголемата сообраќајна фреквенција на тетовските улици.
Најчеста причина во септември е неприлагодена брзина и неправилно вршење на дејствие. Во овој период регистрирани се 10 излетувања од коловоз, претежно како последица на пребрзо возење, односно неприлагодена брзина според условите на патот и 2 сообраќајни несреќи предизвикани од животни, кучиња бездомници. Со куклена представа подготвена од воспитувачките, децата и вработените од објектите на градинката Младост денес продолжија со одбележување на детската недела. Во градинката во близина на спортскиот центар куклените ликови ги едуцираа дечињата за нивните права. Секое дете има право на топол дом. Сите деца имаат право да кажат што мислат. Тие имаат право на образование. Преку куклени представи за правата на децата изведувани во објектите на градинката Младост, денес продолжи одбележувањето на детската недела. Представите ги подготвија воспитувачките од градинките. Треба да знаете дека како што имате право на топол дом и на семејство, исто така вие имате обврски кои што треба да ги почитувате и да ги исполнувате. А кои се тие обврски? Да им помагате на вашите родители. А сега да видиме куклите, дали тие имаат обврски во нивното семејство? На вистина, еве, јас си помагам на мама секогаш во кујната. И помагам ако треба, например, да измијам некој лист салата или да ги наредам чиниите за ручек. На вистина и помагам, во си и помагам. А јас секогаш си ја средувам својата соба да ми биде чиста и уредна. Наутро ги диплам пижамите, си го местам креветчето, а исто така му помагам и на тато во дворот, кога ја косиме тревата, собираме листиња, полеваме цвечиња. Колку убаво. Дали вие помагате дечиња по дома? На мама ја мијам седој. Ај помагам на мама. Што ја помагаш? За да не се грижи. Им ставам чиние, вилушке и работам со дедо. Мијам садој на мајка. И мијам садови. И правим ручка. И бришем маска. Вработените во градинките веќе им зборувале на децата за своите права и тие научиле дел од нив. Дечиња, нека слушнат и нашите другарчиња, нашите нови гостинчиња, дека ние, осем право на слободно време, дечињата значи, осем право на игра, осем право на учење, на дом и топло семејство, имате исто така право на лекување, кога сте болни, да одите на лекар, да се лекувате, право да зборувате на свој собствен мајчин јазик. А исто така дече имате уште многу други права. Сите деца имаат еднакви права и на сите треба да им се даде неопходната поддршка и да им се овозможат еднакви можности. За ова и за останатите права преку различни активности, децата ќе се едуцираат цела недела. Утре во сите објекти на градинката Младост ќе се случува работилница со родители под наслов Убавините на есента, како и едукативни игри, игри на улоги. Во четврток со гостување на медицинско лице децата ќе се информираат за нивното право на лекување, а во петок ќе бидат домаќини на нивните другарчиња од градинка од Дебар. Центарот за јавно здравје Тетово во текот на месеците октомври и ноември ќе врши дератизација на шахтите во Тетово. Активностите започнуваат од утре. Јавната здравствена установа Центар за јавно здравје Тетово на ден 7 октомври 2015 година ќе започне со дератизација на шахтите на град Тетово. Екипите на Центарот за јавно здравје Тетово ќе работат на терен во зависност од временските прилики во текот на месеците октомври и ноември. Активностите ќе се одвиваат во раните утренски часови низ централното градско подрачје и во текот на работниот ден во помалку прометните улици. Центарот за јавно здравје Тетово ја спроведува дератизацијата во договор со локалната самоуправа Тетово.
Нема веќе самостојно регистрирање на фирма во трговскиот регистар на Централниот регистар. Од 1 ноември основање на фирма, нејзино бришење или извршени промени во Централниот регистар ќе се врши само преку регистрациони агенти и исклучиво електронски. Ова го предвидуваат измените во законите за трговските друштва и за едношалтерскиот систем и за водењето на трговскиот регистар и регистарот на други правни лица кои стапуваат во сила наредниот месец. Централниот регистар располага со 12 регистрациони и регионални канцеларии во кои се поднесуваат документи за уписи на основање на промени на бришења. До сега се регистрирани 40 регистрациони агенти во 44 градови, а 750 адвокати веќе се обучуваат за регистрациони агенти. Директорот на Централниот регистар на Република Македонија Андреа Поповски пред почнувањето на обуката за регистрациони агенти во Скопје соопшти дека тече и рокот за добивање лиценци за регистрациони агенти, со што целиот процес ќе добие во квалитет. Повеќе од 1800 бегалци се спасени во неколку операции во близина на либискиот брег во Средоземното море, соопшти италијанската крајбрежна стража. Мигрантите се наоѓале во 4 оштетени чамци и во уште 2 гумени чамци. Во 6 акции за спасување во текот на вчерашниот ден учествувале 3 италијански брода, како и по еден брод од Британија и Ирска. Председателот на Советот на Европската Унија Доналд Туск изјави дека Турција ја предупредила Европската Унија дека би можело уште милиони бегалци да ја напуштат Сирија поради војните. Туск денеска пред пратениците на ЕУ во Страсбур рече дека според проценките на Турција уште 3 милиони потенцијални бегалци би можеле да дојдат од најголемиот сиријски град Алепо и од околните региони. Тој додаде дека милиони потенцијални бегалци и мигранти сонуваат за Европа. Изјавата на Туск доаѓа еден ден по средбата со турскиот председател Реджеп Тајп Ердоган, на која разговарале за проблемот. Советот на НАТО побара од Русија да престане со воздушните напади во Сирија и итно да запре со навлегување на руски авиони во турскиот воздушен простор, со констатација дека се работи за опасно и неодговорно однесување. Амбасадорите на земјите членки на НАТО, кои на повик на генералниот секретар Јенс Столтенберг во Брисел одржаа вонреден состанок, побараа руското воено воздухопловство да го запре бомбардирањето на сириските градови Хомс, Хам и Идлиб, во кои, како што се наведува во соопштението, страдале цивили и припадници на сириската опозиција, а не милитанти на исламската држава. Бесна толпа која протестира против најавените 2900 откази во Air France им ги соплече мајците на двајца менаџери од управата на авиокомпанијата. Помошник директор се е нашол сред метежот кога вработените упаднале во канцелариите на Air France и го прекинале состанокот на управниот одбор. Протестот започнал откако вработените го откриле планот за реструктурирање со кој би можело да дојде до 2900 отпуштања од работа. Вработените откако го обколија го соголија и главниот човек во компанијата. Авиокомпанијата е присилена на рестрикции првпат од 90-тите години, откако не успеа да се договори со пилотите за работните услови. Air France од нив бараше зголемување на работните сати, но без да им ги зголеми платите. Раководството најави кривични пријави против вработените кои протестираа. Времето денес беше сончево со мала до умерена локална облачност. Утринската температура се движеше од 5 до 15, а дневната од 17 до 28 степени. За утре метеоролозите прогнозираат променливо облачно време, попладне со повремени врнежи од дожд кои наместа ќе бидат пообилни. Утринската температура ќе се движи од 5 до 14, а дневната од 16 до 22 степени. Со информацијата за времето ги завршуваме денешните регионални вести. Ви благодариме на вниманието и пријатно.